Од минатата недела, поточно од саботата, започна со работа кабинетот за ортопедски прегледи на новороденчиња до 1 година. Кабинетот го доопремивме со нов софистициран ехоапарат, кој го купивме со собствени средства. Потребата за овој апарат се наметна, бидејќи во ЈЗУ Општа болница Струмица на годишно ниво се раѓаат од 1200 до 1300 новороденчиња и според новите медицински доктринарни ставови, потребно е во првите 2 месеци од раѓањето и пораѓањето да се направи ортопедски преглед, се со цел навреме да се превенираат и да се утврдат одредени патолошки состојби од типот на развојните дисплазии или вродените исчешувања на колковите. Повеќе за оваа здравствена состојба би кажале колегите ортопеди. Јас само би напоменала дека кабинетот би работел 2 пати неделно. Земавме во обзир потребата од медицински и хигиенски пристап кон новороденчињата и затоа времето за прегледи го одредивме секоја сабота и 1 ден во неделата по ручек. Тоа ќе биде транспарентно презентирано на мој термин и сите заинтересирани родители, сегашни и идни родители, можат слободно преку матичните лекари да закажат преглед во кабинетот за ортопедски преглед за новороденчиња и на тој начин да добијат квалитетна ортопедска услуга и понатамошни насоки во пристапот и третирањето на одредени патолошки состојби. Во нашата болница, шеф на ортопедскиот оддел е доктор Гоце Андонов, покрај мене, покрај колегата, овде е и колешката доктор Анкица Мицева Трајкова, која што во своето долгогодишно работно искуство како специјалист ортопед се има стекнато со меѓународни сертификати точно од областа на детската ортопедија и ехографијата на колковите. Ехосонографијата на детскиот колк е една од најбезбедните и најбезболните методи преку која доваѓаме до диагноза, односно до рано откривање на проблемот со детскиот колк. Проблемот со детскиот колк може да биде нотиран во моментот на самото раѓање, за кое сме известени од неонатологот во нашата болница, или покасен развоен проблем, развојна дисплазија на колкот, која што ја нотираме во покасниот преглед. Најпрвин се прави клинички преглед кај новороденото и на основа на клиничкиот преглед, доколку се најдат повеќе од 2 знаци присутни карактеристични за дисплазија на детскиот колк, се преоѓа на ехосонографски преглед на детскиот колк. Ова е едниот начин на работа на примена на ехосонографскиот метод, односно одбрани новороденчиња со присутен проблем, и другиот момент е скрининг метода на која ги подвргнуваме сите дечиња, сите новородени во почетниот период од животот, односно после 3-та недела од животот. На почетокот, на самиот почеток, од 1-та до 3-та недела, проблемот со детскиот колк може би не може 100% да биде откриен. Некои од тие проблеми се откриваат во покасниот период од развитокот на новороденчето.